Понеделник, 5 февруари, кратки вести во 12 часот. Годинава ќе се потрошат, односно ќе се позајмат уште 50 милиони евра од кинеската Ексим банка за доизградба на автопатот Кичево-Охрид. Стои во програмата на јавното предпријатие за државни патишта за 2024 година. Експертот од ФИДИК, кој го анализираше доцнењето на изградбата на автопатот Охрид-Кичево, препорача пријателско порамнување и кинеската Синохидро да ја продолжи изградбата, а новиот прифатлив краен рок за завршување на патот заеднички да го утврдат. Своевремено овој автопат беше најавен како мегапроект и најголема инфраструктурна инвестиција. Изградбата на 57 километри автопат почна во февруари 2014 година. Охриѓани имаат уште една недела до денот кога истекува рокот за вадење нови лични документи, обврска што произлезе од договорот од Преспа. Тие секојдневно се во обид да ги извадат или подигнат, а шалтерите во објектот на пожарната скоро постојано се полни со граѓани кои трпеливо чекаат за да ја исполнат својата обврска. Од МВР информираат дека нема да има казни доколку граѓаните не успеат да ги извадат новите документи до 12 февруари, но и нема да може да патуваат во странство. Продолжува неподносливата неодговорност со која поединци продолжуваат да се однесуваат кон градот и заедничкото добро во него. Рубриката Срамизам на Охрид Прес постојано посочува на вакви појави во насока на подобрување на состојбите. Најновиот Срамизам сведочи за уште еден кој знае кој поред пример за фрлање на пластични кеси и хартија во езерото. Охридски медузи се шегуваа охриѓани. За езерото важи едно правило: колку што го чуваме, толку ќе го имаме. Времето денес сончево и надпросечно топло со мала до умерена локална облачност, дува слаб до умерен западен ветер. Максималната температура во Охрид до 13 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.